часот, Централен дневник на К1. Добро вечер. Денеска се одбележува празникот Свети Трифун, кој се смета за заштитник на лозарите и виното. По настаните на денот започнуваме веднаш. Лозарите го одбележуваат Свети Трифун, заштитникот на виното и виновите лози. Со мерките и програмите за рурален развој и субвенционирањето кое го нуди државата, се повеќе младите се одлучуваат да инвестираат во земјоделието. Новиот ултрамодерен воз пристигна во Демиркапија. Свети Трифун, заштитникот на лозарите, годинава тиквеж го учествуваше на локалитетот Лепово. На настанот беше присутен и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков. Со желба за береќетна винска година, традиционално започна закружувањето на лозовите насади. Свети Трифун, заштитникот на лозарите, годинава тиквеж го учествуваше на локалитетот Лепово. Она што е крајна цел е автентична промоција на виното на светските пазари, вкупно на македонската винска индустрија, и од тој аспект позасилена промоција и позабрзан развој е она нешто што може да ја развие гранката и со самото тоа да станеме уште попрепознатливи во светот. Врвни стручњаци ќе ги обучуваат лозарите. Ова денеска го најави министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков. Целта е да се добие поквалитетен производ, кој на странскиот пазар ќе се продава во флаши. Радува фактот дека се повеќе година во година се зголемува флашираното вино, што треба да биде и наш таргет, колку што знам и тоа е и целта на вино од Македонија, кој што во наредните, се надевам мислам дека беа 10 години, имат план да виното флаширано биде 50% од целокупното вино во Република Македонија. И мислам дека тоа е единственото решение, да не го извезуваме виното во цистерни, во вагонски, во камионски, да го напротив да го флашираме, али за тоа, како што реков, треба доста знаење, доста труд. 500.000 евро обезбедува владата на Република Македонија за промоција на македонското вино во Европа, Русија, Кина и Америка. Минатата година во Македонија лозарите произвеле 250.000 тони грозје, од нив 170.000 тони откупиле винариите за преработка на квалитетно македонско вино. Лозарите во Кавадарци од светецот Трифун побараа годината да биде берикет народот да го чува од временски непогоди од штетници. Со чашка вино во рака беше прославен Свети Трифун. Традиционално и оваа година со закрујување на лозовите насади и осветување на лозовите гранки со света вода и вино на празникот Свети Трифун, лозарите му се помолија на својот заштитник светецот Трифун за берекетна година и здрав род. Покрај тоа што Господ ни се смилува неколку години наназад да ни се смилат и винарските визби, односно да што побрзо го исплаќаат своето откупено грозје. Најголемиот лозаро-вински регион на едно место ги собра лозарите, откупувачите и политичарите. Оваа година заедно со кавадарчани присуствуваше вице-премиерот Зоран Ставрески и министерот за земјоделие Михаил Цветков. Минатиот пат, кога бев тука, беше искажано барање да се скрати рокот за исплата на грозјето, кој што е во законот предвиден. И со оглед на тоа дека и министерот за земјоделие Михаил Цветков е тука со мене, можам да ви ветам дека ова барање најсериозно ќе биде разгледано, ќе го поставиме на влада и во нашата програма и ќе настојуваме да го удоволиме максимум она што вие го барате, да се скрати тој рок и понавреме да ги добивате средствата. На денот на виното ресорниот министер Михаил Цветков на лозарите им порача да ги применат сите агротехнички мерки со цел да имаат квалитет и квантитет во производството. Точно напладне градоначалникот Александар Панов со своите гости го извршија символичниот чин на закројувањето на виновата лоза, со што и официјално во Тиквешијата започна една од најважните операции во одгледувањето на виновата лоза. Денот на лозарите го прославија и пензионерите со својата традиционална манифестација на која присуствува
присуствуваа повеќе од 530 гости од сите здруженија од републикава. Ние секој година се држиме традицијата, ние сме кавадарци, лозарски крај и ова е голем празник за кавадарци. На градскиот плоштад како и секоја година се продаваа и можеа да се дегустираат вина, жестоки пијалаци, маџун, мед и други производи. Приватните винарски визби и овој пат понудија квалитетна лепеза од вина со желба и годинава да имаат богат и квалитетен род на грозјето. Во рамки на манифестацијата Недела на виното, неготинци го учествуваат Свети Трифун, плодна почва на лозарите и успешен пласман на винариите, им посака и вице-премиерот Зоран Ставрески. Неготинци познати токму по лозарството денеска го чествуваа Свети Трифун, заштитникот на винарите и лозарите, за берикетен род, свештените лица од црквата Свети Атанаси со благослов ги закроја трите лозови насади. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. Свети Трифун да носи пред се здравје и среќа си посакаа граѓаните на Неготино, општината во која стотици семејства екзистираат токму од лозарството. Ова што од дедо предедо го закројено, за да се закројува, за лозарство се закројува. И така, тие работи, ова е традиција наша. Па се најубаво, се најдобро и се најубаво нека биде, нека ми се исполнат сите желби. Да треба радост, првен среќа, здравје, па после беричето. И да го дават на време парите, да ги дават. Останало тока традиција од старите време, така и ден денес. Па среќа, радост, работа. Патрониот празник на своите сограѓани им го честите и градоначалникот Ванчо Апостолов. Тој истакна дека Неготино го има приматот на респектабилен лозарски регион со најголем број на винарии. На територијата на општина Неготино во континуитет се подигаат нови лозови насади со високи сортни и автохтони сорти на грозје. Искуствата покажуваат дека финансиската поддршка што земјоделците во форма на субвенции ја добиваат од владата на Република Македонија придонесува покрај на сопствени да се засадуваат лозови насади и на државно земјоделско земјиште. Плодна почва на лозарите и успешен пласман на винарите им посаки и вице-премиерот Зоран Ставревски. Тој ја нагласи поддршката која досега, но и во иднина ќе ја добиваат земјоделците. Во изминатиот период од 2008 година до денес, вкупно 4 милиарди и 600 милиони денари или околу 75 милиони евра се исплатени за субвенции за македонските лозари, од кои речиси 20 милиони евра завршија тука во Неготино кај лозарите од Неготино. Тоа е вистинска поддршка. Она што владата можам да кажам дека ќе го направи, најсериозно ќе го разгледаме ова барање. Веќе разговаравме со Министерството за земјоделие и на добар пат сме во блиска иднина да направиме законски измени со кои што ќе се скрати рокот за плаќање на грозјето од винариите од 6 месеци на 3 месеци. Тоа е она што вие го баравте и што ние сме должни да го направиме за вас. На манифестацијата беа наградени најдобрите индивидуални производители и винарски визби на вино и ракија. Неготинци за Свети Трифун уживаа во богата културна и музичка програма, а во меѓувреме на штандовите по символична цена од 10 денари по парче се служеше храна и вино. Собраните средства ќе бидат наменети во хуманитарни цели. Здравје, бирејќи добар род и заштита од светецот, денеска посака и лозарите од општина Демиркапија. Доказ дека оваа почва раѓа квалитетно грозје се прекрасните вина кои се дегустира. Да има богат род, со оваа мисла се закрои виновата лоза во Демиркапија. За лозарите празник над празниците, за општината ден на едно место да се соберат производителите и откупувачите. Поддршката од државата, како и досега, за лозарите продолжува. Од 2008 година до денеска, вкупно на лозарите во Република Македонија им се исплатени 4 милиарди и 600 милиони денари или 75 милиони евра, од кои 10 милиони евра завршија тука кај лозарите во Демиркапија. Тоа е поддршката од владата на Република Македонија. За лозарите, празникот Свети Трифун дава надеж за добра берба. Закријувањето на лозата представува обред
но во тоа има и содржина. Се оформува идниот род од кој ќе знаеме што да очекуваме. Здравје, берекет, богат род, но и заштита од светецот. Ова се работите кои денес си ги посакуваа меѓусебно демиркапици. А дека демиркаписката почва раја првокласно грозје, доказ се прекрасните вина кои денес се дегустира. Но со убаво демиркаписко вино денеска се почестија и сите домашни и странски гости. А по повод Свети Трифун и виновите лози на винаријата Зегин беа закроени. Оваа винарија произведува и медицинско вино, кое е прво од ваков вид во Македонија. Колешката Елица Радевска со деталите. Како што е редот на Свети Трифун, и виновите лози на винаријата Зегин традиционално беа закроени. Релативно нови во дејноста лозарство, но успехот признат од многумина. Покрај традиционалното производство, винаријата Зегин произведува и медицинско вино, кое е прво од ваков вид во Македонија. Собственикот Механџиски за ова вели дека постои посебна метода преку која алкохолот се вади од составот на виното, а потоа истото како безалкохолно служи во медицината. Тоа е нова метода, таа е скапа метода, ние веќе работиме на неа повеќе од 8 години и веќе имаме мали количини, производни лабораториски да ги речеме, али се надевам дека веќе од наредната година ќе се оди на поголеми количини. Иначе самиот маџун е исто така еден вид медицинско вино, бидејќи не му дозволуваме на грозовиот сок да ферментира, него напротив го дехидрираме и така ги пак задржуваме сите својства што ги има еден гроз. Лозарите и винарите со гозба, вино и музика денеска го слават празникот Свети Трифун на лозовите насади. Празникот им дава надеж за производство на богат род, веруваат и закријувањето на лозата представува обред. Тоа е традиција најверојатно заради берикет. Тоа е основно да роди грозјето. Да е богатна година, колку што знам. Да се закрои грозјето, да се одржи тие работи, се што треба. Па грозјето да ќе роди, ама со поглед не. Со поглед не, треба и да се закрои како луѓе и да му се фрли вештачко џубре. За квалитетно производство на вино, винаријата Зегин соработува со повеќе институти ширум светот, што дополнително допринесува за успешна винска приказна. Се повеќе младите се одлучуваат да инвестираат во земјоделството. Ова е резултат на мерките и програмите за рурален развој, како и субвенционирањето кое го нуди државата како помош. Со мерките и програмите за рурален развој и субвенционирањето кое го нуди државата, се повеќе млади се одлучуваат да инвестираат во земјоделието. За разлика од претходните години, последните 2-3 години според поднесените апликации, видно е зголемен бројот на нови млади земјоделци во овчеполието, вели Јорданче Петков од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието, подрачна единица Свети Николе. Младите сакаат да инвестираат во земјоделството. Тоа гледаме и по бројот на поднесени апликации. Предходниот оглас, само ќе ви кажам дека во огласот сега што испадна, значи за механизација за житни индустријски култури, 2015 година имавме 84 апликации, а сега во овој момент значи имаме 80 апликации, што значи дека до крајот, до 20 февруари се надеваме дека можеби бројката ќе биде и дупло поголема. Од програмата за рурален развој во текст се мерките 01, 02, 03 од програмата за набавка на механизација за земјоделско производство, житни индустријски култури, повикот за подигање нови овошни и лозови насади и мерката за млади земјоделци кои добиваат неповратни средства во период од 3 години. Сите оние кои што имаат подигнато нови овошни и лозови насади во периодот од 1.10 до 31.12.2015 година треба да поднесат документи кои што државата треба да им врати, значи да ги субвенционира 50%. Млади земјоделци, каде што сите оние кои што се имаат регистрирано како земјоделци во единствен регистар на земјоделски стопанства, можат да аплицираат, каде што државата им дава до 600.000 денари, значи неповратни средства, во периодот се прави програма во период од 3 години. Во овчеполието главна гранка е житото, односно полјоделските култури, но како што вели Петков, во последно време во подеме подигањето на нови овошни лозови насади, но и сточарството. Во последно време, значи последниот период, последните неколку години во подеме подигнување на овошни лозови насади,
сточарство имаме за изненадување што доста млад свет, значи млади луѓе се заинтересирани за одгледување на сточарство, на говедарство и на овчарство. Може би не, нели, толков број, меѓутоа имаме значителен пораст така во овој дел. И градинарството на отворено. Лубеници и дињи имаме доста. Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието организира и едукативни трибини, особено за младите земјоделци кои сакаат да инвестираат во било која гранка, но и теренски посети кои се од големо значење за земјоделците. Особено внимание привлекува програмата 50-50 за набавка на добиток и за подигање долгогодишни насади, за што се предвидени 5,6 милиони евра, а кој оглас е се уште во тек. Новиот ултрамодерен воз денеска пристигна на железничката станица во Демиркапија. Во наредните 70 на дена треба да пристигнат и останатите 4 возови. Целта на оваа инвестиција е да се зголеми процентот на граѓани кои возот ќе го користат како превозно средство. Некогаш стара и напуштена денеска железничката станица во Демиркапија е обновена и повторно во функција. На перонот означен со број 2 нешто пред 11 часот пристигна новиот ултрамодерен воз. Сето тоа што го гледаме сега беше опаднало. А сега, благодарение на таа влада ли да речем, или на целиот македонски народ, што се направи, поднови се, изгради се се убаво. Целата железничка, как да ти кажам, транспорт беше запустено. А сега у тоа време се полека се подновува. И се дојде на повисоко ниво. Многу побрзо и брзо, удобно. Многу поудобен. Добро беше. Поудобен, да. Прекрасно нешто. Многу е убав. Само треба да го одржаваме. Да си го одржаваме возот, стварно нешто прекрасно. Многу убаво. Убава работа ова возот. Нека се служи многу години. Ова го чекавме ново. Благодарност до владата што мисли за секој граѓанин да се вози во ново нешто убаво, да не служи со години. Дојде редот и на Гевгелиска пруга да се пушти нов воз. Самите гледате какво е чувството на возот овдека. Убав, со климатизирано, со све. Само да даде Бог да го чуваме повише што може со меѓу патниците. Наскоро по македонските пруги во сообраќајот пробно ќе биде пуштена и новата дизел локомотива, која пристигна во Македонија минатата недела. Во наредните 70 на дена треба да пристигнат и останатите 4 нови возови. Целта на инвестицијата, која тежи 25 милиони евра, е да се зголеми процентот на граѓани кои возот ќе го користат како превозно средство. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски оствари средба со министерот за надворешни работи на Кралството Холандија. Договорот од Пржино е важен и треба да се спроведе, порача министерот. Вести од Македонија. Европа го поддржува договорот од Пржино. Тој е важен и важно е целосно да се спроведе. Оваа порака денеска ја упати до политичките лидери министерот за надворешни работи на Кралството Холандија Берт Кундерс, кој се наоѓа во работна посета на Република Македонија. Кундерс додаде: Македонија има долга традиција и историја. Сте имали и претходно фер демократски избори и затоа е важно да се спроведе договорот од Пржино, за да се овозможи понатаму да се работи на европската перспектива. Вие подобро знаете од мене колку е важно да се има фер и кредибилни избори, пречистен список и подеднаков пристап кон медиумите. Додаде дека ја поддржуваат и работата на специјалниот јавен обвинител. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски оствари средба со министерот за надворешни работи на Кралството Холандија Берт Кундерс. На истата беа разменети ставови и размислувања за актуелната политичка состојба, односите меѓу двете држави и интеграцијските процеси важни за Република Македонија, информираат од партијата. Груевски го запозна Кундерс со актуелната политичка состојба во земјава. Предстојните избори на 24 април според Груевски се неопходни и дека граѓаните се тие кои ќе одлучат на избори за иднината на земјата. Исто така Груевски посочи дека и понатаму стратешка цел представува членството во Европската Унија и НАТО, како и примена на принципите и вредностите кои произлегуваат од оваа стратешка цел.
Земјотрес го погоди Нов Зеланд, барање за прекин на нападите во Алепо. Ова се најновите случувања во светот. Земјотрес со интензитет од 5,8 степени според Рихтеровата скала го погоди денеска реонот на новозеландскиот град Крајстчрч. Според соопштението на Американскиот геофизички институт, земјотресот бил на длабочина од 8 километри под површината на земјата, со епицентар на 17 километри североисточно од Крајстчрч, град на источниот брег на јужниот остров. До сега нема информации за човечки жртви и за материјални штети. Нов Зеланд се наоѓа во сеизмички активното подрачје на Тихиот океан. До сега најсилниот земјотрес во оваа островска држава со интензитет од 7,8 степени по Рихтер е регистриран во 1931 година, кога загинале 256 лица. Прекин на нападите врз позициите на силите на партијата на сириските курди, Демократската унија во провинцијата Алепо во северниот дел на Сирија, ова го побараа Соединетите Американски држави од Турција. Портпаролот на Стейт Департментот Џон Кирби изјавил дека се загрижени поради состојбата северно од градот Алепо и работат на деескалација на тензиите во сите правци. Тој нагласил дека Вашингтон побарал од Турција да прекине со нападите и со артилерискиот оган. Турскиот премиер Ахмед Давутоглу вчера се закани дека Турција би можела да преземе воена операција против борците на Демократската унија, која Анкара ја смета за терористичка организација поврзана со Курдската работничка партија, пошто се огласи Сирискиот центар за мониторинг на човечките права, кој соопшти дека турската армија извршила напади врз реони во северната сириска провинција Алепо, кои се под контрола на силите на сириските курди. Севкупни победници на државното сениорско првенство кое се одржа во Скопје се каратистите на Металург во машка и екипата на Мак Петрол во женска конкуренција. Според информациите, Кармело Ентони и Леброн Джеймс можно е да зиграат во иста екипа. Спорт. Севкупни победници на државното сениорско првенство кое се одржа во Скопје се каратистите на Металург во машка и екипата на Мак Петрол во женска конкуренција. На шампионатот најголемо изненадување беше јуниорот Петар Спасеновски од Металург, кој во категоријата до 84 килограми стигна до титулата откако во финалето славеше со 4-1 против фаворитот Бесарт Јакупи. Спасеновски претходно беше подобар и од Симон Антич од Мак Петрол, победувајќи го со 7-0. Во најтешката категорија над 84 килограми, Мартин Несторовски триумфираше против Жарко Арсовски со поен на 4 секунди пред крајот. Во полуфиналето, Арсовски победи со повредениот Дејан Павлов на изјаснување по 0-0. Во категоријата до 60 килограми титулата ја однесе Емил Павлов, кој во финалето со 4-0 го победи Шабан Муртеши. Во финалето во екипна конкуренција, победникот беше познат по дополнителниот надпревар во кој Мартин Несторовски од Металург го победи Симон Антич од Мак Петрол со 6-2, па металурзите ја освоија титулата. Во женска конкуренција пак, екипен победник беше Мак Петрол, а Мак Петролките Сара Радичевска, Симона Заборска, Наташа Стефановска и Моника Стефановска комплетно доминираа и во поединечна конкуренција, стигнувајќи до титулите. Едно од најдобрите надпреварувања во забивање на НБА All-Star собирот се случи во Торонто. Главни актери беа Зек Левин од Минесота и Арон Гордон од Орландо. Левин ја одбрани титулата освоена минатата година со забивање од 50 бода и застана рамо до рамо со Мајкл Џордан. Джейсон Ричардсон и Нейт Робинсон, на кои досега единствено им успеало да ја одбранат титулата во забивање. Левин истакнал дека смета оти ја извадиле на делот целата магија.
Левин и Гордон едноставно летаа на паркетот, забиваа со бројни маневри, едноставно восхитувајќи ја публиката во Торонто. На крајот дојде до дополнителни забивања во кои Левин славеше со забивање од линијата за слободни фрлања низ нозе, додека претходно, според мислењето на многумина, Гордон беше оштетен од страна на судиите со 47 бода за забивање зад грб. Многумина во арената мислеа дека тоа е за 50 бода. Се погласни се шпекулациите за мега размената, која сериозно би можела да ги смени шансите на тимовите кои важат за најсериозни ривали за титулата оваа сезона, со приближувањето на крајот на преодниот рок во НБА лигата. Кармело Ентони и Леброн Джеймс можно е да заиграат во иста екипа, според информациите. Како што наведуваат американските медиуми, почнале преговори за голем трейд во кој главните улоги ќе ги имаат Кармело Ентони и кошаркарот на Кливленд Кевин Лав. Три тима би учествувале во трейдот. Ентони би се приклучил на својот пријател Леброн Джеймс во Кавс, додека Кевин Лав би заминал во Бостон. Никс од сето ова би добиле одредени играчи од овие екипи и првите пикови од наредните рунди на драфтовите, а најверојатен патник во Медисон Сквер Гарден би бил рускиот центар Тимофеј Мозгов. Наводно, Мело е подготвен да се откаже од големата плата за да се најде во тим кој би јуришел на титулата, а сигурно Леброн и тој би биле фантастичен тандем. Шпанскиот фудбалски стратег Пеп Гвардиола би можел да ја напушти Алијанс арената и пред завршувањето на оваа сезона. Тој од следната сезона ќе седи на кормилото на англискиот премиер лигаш Манчестер Сити, но по објавувањето на оваа одлука влошени му се односите со раководните луѓе во баварскиот клуб. Дополнителна причина за загриженост се многобројните повреди кои им се случуваат на фудбалерите на Бајер Мюнхен. Денеска имавме претежно облачно време. Во првиот ден од новата работна недела не очекува сончево време и повисоки температури. Да ги погледнеме деталите. Ова беше се за денес. Јас ви посакувам пријатна неделна вечер.